Председателот Џо Бајден беше да се сретне со кинескиот лидер Ши Џипинг и со другите светски лидери во Азија по конгресните избори во САД во ноември, велејќи дека чувствува зголемена поддршка по неочекуваниот добар исход за неговата демократска партија. Знам дека доаѓам со зголемена поддршка. Го познавам кинескиот лидер Ши Џипинг, поминав повеќе време со него отколку со било кој светски лидер. Добро го познавам, тој ме познава. Имаме многу малку недоразбирање. Само треба да сватиме каде се црвените линии кои се најважните работи за секој од нас во следните 2 години. Конгресните избори не помина толку добро за републиканските кандидати поддржани од поранешниот председател Доналд Трамп. Анкетите покажуваат дека има и голем пресврт на рейтингот на САД во странство со транзиција од Трамп кон Бајден во Белата куќа. Едно јулско истражување на истражувачкиот центар Пју покажа дека просечно 58% од возрастните во 18 земји велат дека имаат доверба во Бајден, дека ја врши вистинската работа во однос на светските предизвици. Ричард Вајк е директор на истражувањето за глобални ставови во Пју. Тој изјави за Гласот на Америка преку Скајп дека мнозинството луѓе во повеќето анкетирани земји силно го предпочитаат Бајден пред Трамп. Тој добива подобар рейтинг на лично ниво. Луѓето го гледаат како добро квалификуван во споредба со Трамп, а потоа генерално повеќе им се допаѓаат неговите политики отколку на Трамп. Климатските договори се добар пример. Бајден не врати во париските климатски договори. Тоа е многу популарно. Но популарноста на Бајден во странство не се совпаѓа со неговиот рейтинг дома, при што повеќето анкети покажуваат дека се движи околу 40%. Експертите укажуваат на поларизираната политичка клима во САД и велат дека многу лидери имаат поголема поддршка во странство отколку дома. Елизабета Шекелфорд од Советот за глобални прашања во Чикаго се согласува дека граѓаните во повеќето земји го предпочитаат пристапот на Бајден. Луѓето се уште се прилично задоволни што Бајден ја врати Америка на маса и повеќе се ангажираше и покажува почит кон меѓународната заедница и светските предизвици. Позитивните ставови за Бајден во странство се контрастни со оние за рускиот председател Владимир Путин по неговата неиспровоцирана инвазија на Украина. Студијата на Pew Research покажува дека само 9% доверба во Путин за неговиот ангажман во светските предизвици, како што објаснува Ричард Вајк. Кога станува збор за Русија, она што го гледаме се ниски рейтинзи во многу од земјите што ги истражуваме. Владеат ниски рейтинзи и за Путин, а тоа е силна реакција на јавноста против руската инвазија на Украина. Францускиот председател Емануел Макрон е еден од многуте светски лидери кои му се заблагодарија на Бајден што ја предводи силната поддршка од НАТО и Европската унија за Украина, велејќи дека доколку на Русија и се дозволи да продолжи неконтролирано, денес нема да има стабилност никаде во светот.